Почитуван колега Спасовски, имате промена во ставот и тоа е добро. Значи, сме ве освестиле во одреден период како треба правилно да размислувате. Ајде идеме строго по документација. Уредба со законска сила за примена на Законот за игри на среќа за забавните игри за време на вонредна состојба 2020 година 24.4. председател на владата Оливер Спасовски. Член 1. Тоест член 2. Став 1. Право да приредуваат интернет игри на среќа во казино, обложувалници и автомат клуб имаат приредувачите на игри на среќа во казино, обложувалници и автомат клуб кои имаат лиценца за приредување на игри на среќа во казино, обложувалница и автомат клуб добиена согласно со Законот за игрите на среќа и за забавните игри. Став 2. Приредувачите на интернет игрите на среќа во казино, обложувалници и автомат клуб во натамошниот текст приредувачи на интернет игри на среќа имаат право интернет игрите на среќа да ги приредуваат преку веб апликација, веб страна, веб платформа или мобилна апликација на приредувачот на интернет игри на среќа. Вие, како премиер, сте го вовеле интернет коцкањето во Македонија. Со уредба, со сила на закон. Кога делевте лиценци на оние од Струмица за марихуана, вие, Оливер Спасовски, на седница на влада, со уредба на закон, вие сте го вовеле интернет коцкањето на Македонија, во Македонија. Тоа е една работа. Втора работа. 2021 година стигнува во собранието закон за интернет игри на среќа. Член 7 став 3. Проверете. 2022 година стигнува автентично толкување. Член 7 став 3. Проверете. 2023 година повторно стигнува закон. Член 7 став 3. Проверете. Знаете што е НЗС за сите овие три закони? Што вие, почитуван Оливер Спасовски, ниту еднаш на седница на влада не сте гласале против. Има стенограм. Овие три законски решенија вие сте ги гласале за. Затоа велам, го поздравувам тоа што сте го смениле ставот. Сега е добро кога ќе стоите од оваа говорница да ни кажувате за погранични места, за хотели со 5 звезди, ваму требало да има казина, ваму не требало да има казина. Тоа е добро. Јас тоа го поздравувам. Знаете ли што е суштинската разлика помеѓу сите овие кои што ги гледате на оваа страна и помеѓу вас? Што вие сте можеле директно ова да го спречите. Се што кажавте на оваа говорница, со сила на закон, со една уредба на седница на влада сте можеле да го ограничите. Така како што вие сте мислеле сега. Ама не, тогаш вие со законска уредба по сила на закон која што важеше на седница на влада сте овозможиле во Македонија секој кој што има пристап до интернет да може да се коцка. Благодарам.